Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на Бумбар на телевизија Нова. И денес заедно ќе го избереме настанот на денот од она што го имаме во нашата листа со предлози од настани. Бидејќи се работи за скратено издание, бидејќи сакавме да ве поведеме и денес на 17-тиот ден од протестите, ќе ве замолам веднаш откако ќе ги погледнете настаните да почнете да вртите на 240 2002 или 240 2005 и да гласате. Иако истиот повеќе не е во Македонија, поранешниот белгиски посредник на меѓународната заедница за Пржинскиот договор, Питер Ван Хојте, продолжува со своите антимакедонски изјави, кои на Твитер во повеќе наврати ги испраќаше преку социјалните мрежи. Овој пат ни порача дека федерализацијата и двојазичноста не биле лоша работа за Македонија. Но треба да погледнеме зошто федерализацијата не представува зло, дури за држава како што е Македонија. Во светски рамки 40% од населението живее во држави со федеративна структура. Меѓу таквите држави се големите САД и Индија, како и малите Белгија и Австрија. Повеќето од федералните држави се стабилни и не се склони кон распаѓање. Уште од 90-тите години честопати гледаме дека федерализацијата се користи како ефективна алатка за решавање на конфликти. Голема предност е што заедниците може да добијат еднакви права од централната власт. Тоа создава стабилност која е потребна на Македонија. Од 2001 година Македонија де факто има некои карактеристики на федерална држава, со прифаќањето дека владата се формира помеѓу една партија од најбројната заедница и една партија од втората најбројна заедница, но ова не ги решава сите проблеми. На Дуј Али Ахмети смета дека не треба да се свика седница на собранието без предходен договор меѓу партиите. Kemi komunikim edhe me LSDM-n, mirë po pa një marrëveshje të mirëfillt mes palëve, si përfaqësuese shumicë të komuniteteve që janë, LSDM-s, VMRO-s, BDI-s dhe partive tjera, ne nuk mund të bëjmë eksperimente dhe prova si në teatr, të shkojmë në parlament pa një marrëveshje paraprake dhe jo të vajmë në parlament për të parë njëri tjetrin dhe për të shkëmbyer casharje dhe ofendime, por për të filluar një seancë, në të cilën seancë do të zgjidhet komisioni për emërime dhe të zgjidhet kryetari i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. 2402002, 2402005 се телефоните на кои денес комуницираме. Го бираме настанот на денот, секако достапен ви е и Facebook профилот на телевизија Нова, каде ги оставате вашите коментари и вашите бумбари, бели или црни. Добро вечер, кој ни се јавува прв? Добро вечер. Повелете. Боне од Битова. Повелете, Боне, зашто се одлучивте? Најголем црн бумбар што постои за првата тема. Нека си ја федерализира Холандија, Европа, Америка, цел свет нека го федерализира, нека ја остави Македонија настрана. Нека не остави да живееме како што треба да живееме. А би коментирал за втората тема. Ахмети ја сваќа ситуацијата од народот, пораката од народот. Не може да влезат тие во собрание да прават влада, народот да го игнорират. Тоа нека му е јасно. Ви благодарам, Боне. Македонскиот народ е решен. Се да стори, Македонија нема да ја изгуби. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, се најубаво. Добро вечер за следниот гледач. Овде гледачот се надевам дека гласал пред да се исклучи. Добро вечер. Другата линија. Дали го имаме гледачот? Го имаме. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Со кого имам чест? Македонија. Повелете. Вечна Македонија. Дедо Љубе, вие ли сте? Да. Ве познав, добро е. Зашто се одлучивте? Македонија, црн бумбар, Кокучар, планина на Фанхаузе. Го поздравувам Бонета. Супер кажа. Добро. Се надоврзувате на тој коментар? Ахмети. Добро. Два збора за Ахмети. Да чуеме. Ахмети разбра дека и Албанија и Косово
ќе се кренат малцинствата и ќе бараат двојазичен, тројазичен јазик и ќе пропадне Албанија и Косово. Платформи такви се штетни за државите. Браво, Ахмети, повлечи ја или во мирување платформата и се ќе биде и влада и се. Ајде. Ви благодарам, поздрав се на Ибово, продолжуваме понатаму. Добро вечер за нашиот следен гледач. Во програма сте, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Емисијата еден анонимен македонец, патриот. Добро. Што сака својата држава, што мисли за својата држава и што сака да исто поддршка дава и на протестите. Првата биде црн на овој Вајнхаунте, што соработи на Обама и на исто на овој Сорос, да си гледа дома, неговата држава да си гледа, и од профит не се живее. И за тоа треба да не се верува овој човек. Джабе си го губат времето за оваѓат. До тоа време више народот, македонскиот народ и владата не прифаќа такви профитери и учители. Такви слушатели. Ви благодарам. Така да не командат. Втората исто треба да биде Бел Бумбар. Ви благодарам. Црн бумбар запишан за првиот Ван Хауте повика на федерализација и двојазичност. Поточно кажа дека тоа не било ништо лошо за нас. Ајде да видиме на Фејсбук што се случува. Николета Чолиновска, црн бумбар за тема 1. Не сме да има двојазичност и федерализација. Најмалку треба да го каже тоа Ван Хојте. Кристина Велјановска, црн бумбар тема 1. Мачкар од Ван Хојте, нека бриши и нека не се меша во туја држава. Блага Андоновска, огромен црн бумбар за првата тема. Голем поздрав. Дејан Мачовски, тема 1, црн бумбар за Мачкарот од Белгија. Драган Чедимов, прва тема, црн бумбар, поздрав. Ефтим Божинов, црн бумбар за тема 1, поздрав. Мирка Гинова, црн бумбар за тема 1. Зоран Јосифовски, голем црн бумбар за Хојте, да живее Македонија. Попај Морнар, тема 1, црн бумбар. Лично не го гледам ова, тој Иван Хојте, затоа што не им даде во Холандија и Белгија, Германија двојазичност на турците, додека тие не им дадат двојазичност, нема што ние да им даваме на малцинствата, имаат доволно во Македонија. Виктор Митрев, црн бумбар тема 1, Бубелео, црн бумбар за првата тема. Ван Хојте, персона нон грата во Македонија, ако дојде народот ќе му присуди на плоштад, вели тој. Дарко Митревски, црн бумбар тема 1, не би го коментирал белгиецот. Илинка Илиевска, црн бумбар за тема 1. Никола Чакатаровски, бел бумбар, ви благодарам. Благодарам за комплиментот, но јас не сум ставена на гласање. Звонко Мирковски, црн бумбар за првата тема, не сакаме да се мешаат однадвор. Димитар Елизабета Велков, црн бумбар за Ван Хојте. Емилија Арсовска, црн бумбар за тема 1, тоа нема смисла. Корнаровски Крсте, голем црн бумбар за Мачкар од Ван Хајте, нека се седи со мачките, нека се ги гали, Република Македонија нека остави на мир. Сина Даријан Шишиć, црн бумбар за првата тема. Така е во моментот. Добро вечер. Време е за реклами. Веднаш по рекламите се враќаме со уште ваши јавувања. Со изборот на настан на денот, на линија веќе имаме гледач. Добро вечер. Ало, Тања, добро вечер. Повелете. Лиле Скопје. Лиле, зашто се одлучи? Колку да има ве да ве добијам. Еве денес успеавте. Да, па за Ван Хауте би дала еден огромен црн бумбар и ќе речам дека е провокатор пар екселанс, меѓутоа нема проѓа во Македонија. Иначе се согласувам со некој од луѓето што рече дека е персона нон грата во Македонија. Јас го поддржувам сето тоа. Значи, црниот бумбар ми е за првата тема, за Али Ахмети ќе дозволите да кажам. Мислам дека беше принуден и избрза. Сега нека се коригира истиот, да се повлече платформата и да се дојде во една ситуација кога ќе имаме нови и локални и парламентарни избори. Голем поздрав до вас. Поздрав се на Ибава. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете, зашто се одлучивте и со кого зборувам? Јавува еден дедо од Тетово. Повелете, дедо. Би дал црн, ама не бумбар, него орел, за да го изеде Ван Хауза. Толку.
Нека биде така, благодарам. Поздрав до вас, запишуваме Црн бумбар, бидејќи од бумбарите имаме. Добро вечер за следниот гледач. 2402002. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Па, редовен гледач на вашата прекрасна телевизиска. Сите телевизиски емисии што ги дават ТВ Нова се прекрасни. Ви благодарам. И ова. Ви благодарам. Овој хојте мачкарот не би го коментирал персона нон грата за нарек. Јас одамна сум го не го прогласил за персона нон грата, но би дал бел бумбар за господинот Ахмети. Добро. Ја многу пати велам, сонот голема Албанија да се избриши, да живееме мирно, сложно во Република Македонија, албанците во Република Македонија да бидат жители и да се грижат за Република Македонија, да ја заборават Албанија. Албанија е друга држава што на нас не ни носи добро, значи и на албанците и на македонците сите што живееме. Да си го средиме животот како што треба да си го живееме. Сложно, во мир, во работа и во среќа. Поздрав. Ви благодарам. Првиот бел бумбар за втората тема го добивме. Еден бел, а тука имаме горе 46 црни за првиот предлог. Добро вечер. Добро вечер. Со кого имам чест? Благоја Филиповски од Скопје. Повелете, господин Благоја. Црн бумбар за првиот, ако може бел за Ахмети. Еден запишуваме, коментар може за двата. Добро, нешто друго сакав да искоментирам. Не би било лошо утре да ја ставите како тема Ману, предавниците од Ману, да ги продискутираме малце. Интересна тема, ќе видиме, добро. Тамо многу предавници има во тоа Ману. Тамо треба да се изврши реизбор, нелојалните да се истераат од Ману, и овој народ многу пари троши на нив, живеат во удобност, во луксус, ретко кој од нас, секоја чест на поединци, али повеќето не му служат на овој народ и на оваа држава. Затоа треба да подхитно тамо да се направи реизбор и да дојдат прави македонци во Ману. Истото го предлагам и за МПЦ, и за професорската фела, реизбор во сите клучни работи во држава за да кинисаме напред. Бумбарот само каде рековте? Кај Ван Хауте, црниот. Црниот, благодарам, поздрав, се најубаво. Добро вечер. Добро вечер. Не се исклучи тука гледачот. Другата линија, добро вечер, кој ни се јавува на 2402005 или 2402002. Ако гледачот гласа, да го видам Фейсбукот, тогаш го имаме гледачот. Сепак гледачот има предност. Добро вечер. Дајте, уклучите ме. Во програма сте, господине. Ало? Во програма сте, повелете. Бумбар на ТВ Нова. Еве сега сакам да кажам некоја работа за ванхоите. 1892 или 3 година белгискиот крал Леополд II нареди во Конго да се убијат, да се погубат 10 милиона конгоанци. Потоа нареди на неколку милиона конгоанци да им се исечат петите. Еве кои се белгијанците. Го оплячкаа Конго. Бакорот им го украдоа и сега ванхоите ќе ни држе предавање како треба. Таа Белгија е најголемиот плячкаш на конгоанскиот народ. Црн бумбар за ванхоите. Првата тема, благодарам. Поздрав, се најубаво. Добро вечер. Кој ни се јавува следен? Бумбар на ТВ Нова. Гледам од Скопје. Повелете. Може директно да се врзам со водителката? Веќе сте во програма, повелете. Молам? Веќе сте во програма, со мене разговарате. Го гледам, не е директна емисијата. Во програма сте веќе. Ало, добро вечер. Добро вечер. Значи, мене ме интересира ова што го викате дека сме 20%. Ние сме на 40%. За која тема зборувате, господине? Значи, за темата сакам да дадам бел бумбар. За која тема? За сега што е директно врзано на ТВ Нова. Ванхоите повика на федерализација и двојазичност или Ахмети нема влегување во собранието без договор помеѓу партиите? Што е вашиот избор? Повикува на федерализација и двојазичност. Добро. Каков е бумбарот? Бел бумбар. Бел ќе биде. Го запишуваме, тоа е се? Тоа е. Благодарам. Поздрав, се најубаво, првиот бел бумбар за првата тема. Добро вечер.
немаме повеќе време, но мислам дека ќе имаме време уште малце колку да видиме што се случува на Facebook. Ајде да погледнеме. Вака, Оливер Синадиновски, црн бумбар за темата 1. Доволно навреди, доволно отворени навреди прими македонскиот народ од Ванхојте. Ова е веќе претерано. Билјана црн бумбар за првиот предлог за самопрогласениот експерт. Ѓорги Левтеровски, црн бумбар за првата тема. Валентина Вале Дамјановска, црн бумбар за првата тема. Понатаму Илија Билјана Димовски, црн бумбар за првата тема. Македонци да чуваме Македонија. Ѓорги Левтевски, него видов Ѓорги Евего, црн бумбар за првата тема. Ванхојте. Филип Димовски, црн бумбар за првата тема. Јана Николовска, тема 2, бел бумбар. Конечно Ахмети свати дека не треба да се прави театар и да се оди во собрание без претходен договор на сите партии. Има уште доста коментари. Еве Виктор Трпчевски, црн бумбар, тема 1. И тука ќе мора да се преброиме и да видиме што направивме денес. Еве вака, 58 вкупно јавувања, од кои што 57 мина ни дадоа црн бумбар, а 1 ни даде бел бумбар за темата 1, која што ќе биде црн бумбар за денес. Ванхаутте повика на федерализација и двојазичност, тоа не било ништо лошо за Македонија. Така вели тој. Ахмети нема влегување во собрание без договор помеѓу партиите. Оваа негова изјава му донесе 3 бели бумбари. Уште еднаш. Ванхаутте вели дека федерализацијата и двојазичноста во Македонија не биле ништо лошо за Македонија. Го прогласивте овој настан за најнегативен и му дадовте црн бумбар за денес. Ви благодарам многу за вашето внимание, за сите ваши јавувања, за сите ваши бумбари. Ве поканувам веќе утре да бидете повторно на истата фреквенција во истиот термин. Се гледаме и го бираме настанот на денот во Бумбар на ТВ Нова.